По подолг период без прв човек, полициската станица во Кочани наскоро треба да го добие новиот командир. Испразнетото место досега беше пополнувано со вршители на должноста или од постојните полициски службеници на кои меѓу другите работни обврски им беа давани и раководни задачи. Листата со кандидати за кои е дадена согласност од Министерството за внатрешни работи била испратена минатата недела, а според законските одредби, Општинскиот совет изборот треба да го направи во рок од 2 недели. Токму затоа, како прва точка на дневниот ред, изборот на командирот ќе се најде на седницата закажана за петок. Официјално во игра за избор на прв човек на Кочанската полиција се имињата на Горан Велковски, чиј актуелен ангажман е во областа на сообраќајот, Драган Чоданевски, кој извесен период ја извршуваше функцијата на ВД командир, како и Јордан Стојанов со ангажман во областа на превенцијата. Сите тројца се со подолг стаж во службата, при што во професионалната кариера извршувале неколку различни работни задачи. Според образложението за кандидатите, тие ги исполнуваат условите што ги пропишува Министерството, односно имаат завршено соодветно високо образование и минимум од 6 години работно искуство во полицијата. Недостатокот од прв човек на полициската станица во изминатиот период не влијаеше врз функционирањето на службата. Слична ситуација во полициската станица во Кочани имаше и пред 3 години, кога тогашниот командир замина во пензија, а потоа неколку месеци се кршеа копјата околу изборот на нов, при што екс-министерката Јанкуловска еднаш дури ја повлече и листата на кандидати, што ја испрати пред Советот на Општината за разгледување. Пред да се најде пред советниците, листата со сегашните предлози ќе ја разгледува Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, а откако ќе се изврши конечниот избор на командир, Советот на Општината има обврска за одлуката да го информира Министерството за внатрешни работи. Кочанската полициска станица не беше единствена во државата во која немаше избран командир, а во јавноста отсуствуваше официјално образложение за тоа. Со доаѓањето на функција на новиот министер за внатрешни работи Митко Чавков, едно од работите што се менува е и изборот на нови раководни луѓе на локалните полициски станици.